Редовната вторничка рубрика Силиконска долина, тоа значи дека сум во студиото со Христијан Тасевски. Христијан, добро утро. Нашиот редовен консултант за се што е висока технологија, а мислам дека она што е најактуелно деновиве во светот на овој вид на виртуелните реалности во кои што се повеќе живееме е новиот оперативен систем Windows 11 кој што беше промовиран деновиве. Што се случува, што се новитетите, како поминува после првите денови по промоцијата, што е она што е важно? Само едно дополнување, нели најновите информации, доколку ги тргнеме на страна овој криптосветот. Таму постојано имаме нешто. Таму е 24. Да, последно сега исто што имавме, чисто е вака да го спомнеме, Британија веќе забранува Binance, тоа е една од најголемите во светот, не знам како се со Coinbase тие две се фактички онлайн менувачници кои што прават претворање на криптовалутите во Ќе се навратиме ние веројатно и следниот термин на тоа, бидејќи и Кина ги забрани, очигледно дека се буди едно движење против криптовалутите на официјалните да кажем банкарски нивоа, бидејќи почнуваат да се чувствуваат загрозени, можеби не од притисокот на криптовалутите, колку од несигурноста на како оперира тој свет и што се може да се случува, бидејќи таму се изнагледавме различни ситуации. Затоа велам, во одреден момент, таму има постојано нешто ново, во одреден момент некој поддржува, па потоа ретерираат, па од другата страна расте вредноста, паѓа вредноста. Така, да. Што се случува со Windows 11? Windows 11 пред неколку дена веќе беше промовиран новиот оперативен систем од Microsoft, односно нова верзија, нели верзија 11. Со тоа што Јас ја памтам и првата верзија, Христијан, ако смеам да забележам. Кој знае кога беше? До 11-та стигна. Да, јас сум нешто по некој подоцнежни верзии. Во последната верзија гледаме, нели очекувано е во бизнисот да конкуренцијата да прави да се појавуваат некои нови работи, нели компаниите да додат нешто ново, но исто така и да парираат на она што го имаат другите. Во овој случај се забележуваат значителни промени кај Windows 11, кои што се многу блиску до оние на Mac оперативниот систем. Прва промена која што не може да не се забележи е тоа дизајнот, промена во интерфејсот, со тоа што сега дури менито, нели самото старт копче кое што се доле, нели на екранот кое што стои, сега веќе се појавува на страна, буквално имаме еден сличен дизајн како на MES, па дури на Mac, дури на Chrome OS. Претходно имаше еден обид за промена, односно целосно беше отргнато тоа копче, тоа е во Windows 8. Меѓутоа во наредната верзија 8.1 веќе повторно беше вратено. Сега еве гледаме повторно некоја различна промена, меѓутоа ќе видиме како ќе биде тоа. Освен на ниво на дизајнот, бидејќи интерфејсот е важен, она што го гледате на компјутерот се разбира тоа. Како и автомобиливе, истиот мотор е, ама секоја година малце ќе налицкаат каросеријата. Има ги нешто суштински ново во Windows 11? Да. Исто така нова значителна промена е што за прв пат во оваа верзија се овозможува користење на Android апликации во рамки на Windows оперативниот систем, што претходно не беше. Имаше можност, меѓутоа требаше да се инсталираат дополнителни апликации, па преку нив да се инсталираат нели тие Android апликации. Сега за прв пат може директно да се инсталираат Android апликации. Пак ќе направам споредба, Mac оперативниот систем со iOS нели апликациите кои што се за iPhone и за Mac веќе го имаат тоа, што значи овие некако како да се сакаат да се приближат на тој концепт. Друго исто што е интересно, после многу години се отворила и Internet Explorer-от. Ова ќе биде прва верзија каде што нема воопшто да постои, нели се оди на наредната Edge, тоа е пребарувачот кој што беше, тој беше премногу застарен, меѓутоа еве чисто заради некоја компактибилност до сега беше останат во употреба. Исто така Teams периодов, нели во време на пандемија доживеа енормен пораст, па сега Teams влегува како интегрирана апликација во рамки на Windows оперативниот систем, Windows 11, и повторно тука имаме уште едно приближување ако правиме паралела до Mac оперативниот систем, со тоа што кај Mac веќе ги имаме FaceTime, iMessage и ова уствари доаѓа како некоја апликација која што ќе биде интегрирана за комуникација. Што тука има малци полемики околу Skype-от, дали со ова уствари му пресудиле Microsoft на Skype, затоа што нели Teams-от е интегриран. Меѓутоа ќе видиме како ќе биде прифатен овој новиот оперативен систем во јавноста.
оваа прва верзија всушност е представена нели во јавноста, меѓутоа до есен доработува се уште. Да, до есен, негде на есен се очекува да излезе финалната верзија, од тогаш имаме бета верзија. Тоа кога станува збор за апликации, алфа верзија е прва, некоја нестабилна, бета имаме некоја стабилна верзија, меѓутоа сепак не е доволно истестирана, може да се пронајде по некоја ситница која што недостасува. За финалната верзија таа е нели за широка употреба, така да веројатно ќе има доста кои што ќе бидат љубопитни, па ќе го користат оперативниот систем до септември, октомври нели во есен, па тогаш ќе ја видиме дури и во функција финалната 11-ка верзија. Исто што е многу важно да се напомене дека најавен е како бесплатен, со тоа што сите кои што имаат Windows 10 бесплатно нели ќе можат да направат надградба на Не знам дали тебе некој што ти се случило, но јас морам да кажам, не знам дали е публиката свесна, мене ми се случило на едно врегување во Соединетите Американски држави цариникот да ми побара лиценциран софтвер на компјутерот, на лаптопот Microsoft, и јас за среќа го имав, инаку предпоставам дека тоа потоа оди по вели ќе биде бесплатна верзијата, па ме потсети на оваа случка, бидејќи знае да биде многу непријатно, на лице место следуваат казни, одземање компјутери и така натаму, не знам сега веќе колку е тоа и како оди тоа во светот. Зошто се решаваат бесплатна да биде верзијата? Видете, нема да биде целосно бесплатно, односно сите што имаат претходно верзија на Windows, всушност ќе можат бесплатно да направат надградба. Апгрейдот ќе биде Да, бесплатно. меѓутоа доколку ја земете, доколку сакате да купете до претходно, нели доколку сте немале Windows, сепак таа ќе треба нели да се плати. Сакам да кажам, луѓето не се свесни за овој податок, бидејќи половина од овие што патуваат по авиони имаат некаков лаптоп или некаков уред и може да се случи некој цариник да ве сопре и да каже ве молам да видам лиценца. Да, општо е познато во светот се многу во светот. Не мислам општо целиот свет, нели Европа, поразвиените држави, се многу построи контролите околу таа пиратерија, нели користење без разлика дали е тоа пиратска музика, пиратски филмови или па дури пиратски оперативен систем, што и да е. И се многу повисоки контролите, дури самото симнување доколку некој сајт кој што нуди пиратерија се прават реакции. Влегуваме имаме уште 1-2 минути, но тоа е точно влезот преку оваа пиратерија за она што се случува во моментов и подолго време наназад со Google и со Amazon. Таму се случи да ги фатат дека пласираат, сега како да кажем, лажни оценки на производи и на сервиси, на услуги кои што не потекнуваат од Amazon и Google, но ги имаат пробиено. Зашто станува збор? Да, всушност агенциите, нели институциите кои што се грижат за заштита на правата на потрошувачите, кај нас мислам дека така се вика институцијата, всушност тоа се целата афера, да кажам, се откри во Обединетото кралство, во Англија, со тоа што откриено е дека знаете, не биле всушност Amazon и Google оние кои што пласирале лажни оценки или невалидни, ајде така да ги дефинираме, за одредени производи, да, и услуги секако, меѓутоа оставиле простор да оние што продаваат, продавачите или оние кои што нудат услуги, да можат да го изманипулираат тој систем, всушност тоа било недостаток, да кажеме, во системот, за да можат самите себе да си ставаат добри оценки со тоа што крајните купувачи ќе ги изманипулираат. Дури овој бизнис се претворил, па отишло до таа мера да има компании кои што ви нудат, нели како вие компанија која што нуди услуги и производи, друга компанија која што нуди услуга да го подобри вашиот рейтинг. Всушност на Google и Amazon да ви пишуваат добри оценки. Така, всушност ставаат нели оценки кои што се невалидни со цел да купувачот има впечаток дека тоа е добар производ. Па добро, морам да кажам дека е тоа многу важна интервенција, бидејќи масовно луѓето кои што купуваат онлайн или кои што користат услуги така натаму, добар дел од луѓето проверуваат какви се оценките за тие услуги и продукти. Да, и затоа е многу важно, само за крај можеби да напоменеме, затоа што очигледно и претходно ние разговаравме дека има и опасности на интернет и затоа можеби треба да внимаваме конкретно за овој случај, нели, со овие ревјуа, со оценки, чисто вака како еден совет, луѓето убаво е да проверуваат и на други сајтови кои се, на пример, еден производ доколку се продава на еден сајт, да видиме и на други веб страници кои се оценките конкретно за тој производ, а исто така препорака и да се читаат коментарите, затоа што најчесто овие што се генерички или така да наречам лажни оценки, само има број, на пример ќе видите 10.000 оценки и вкупно
5 рейтинг. Меѓутоа, многу мал дел од нив се со коментари, затоа е убаво да се читаат и коментарите, а и да се провери на други. Предпоставам дека за производи со ниски цени тоа никој не го прави, ама ако решите нешто поскапо да купувате, не е лошо па да сега доаѓаат и летни одмори, хотели, апартмани, да видите дали би го е на прозорецот на море или би го е во соседниот хотел во купатилата. Христијан Тасевски, благодарам и за ова силиконско брифирање денеска.